Арно што излеговме надвор да се стоплиме. Арно сонце што има оти и ти оган не даваш да запалиме. Амори, ти пак чај си пиела? Малку ми останал вчера. Ти реков на 3 дни да го пиеш. Аман, де аман. Така економија не се пред. Ако рачиме 3 дни, 3 дни. Види го нега. Куќа почна да реков. Парите за настороз да ги чуваме. Туку кај не си најдов некој пријател. Шо е ова, Мори? Многу го арчиш. Минава да ще дам. Да, многу го арчиш, види го, ќе го изарчиш, ќе можеш после да го носиш. Ќе му викаш много ми треба. Дај го вамо. Има. Туку кај не си најдов? Има. Се секира. Кај? Во другото село некаде она. Кај знаеш? Слушнав, ја видов и жена му. Од кај што го купив ова, на старо што го продаваат. Од таму го купи? Јас си реков со волна си го сплетила купена. Када најдам волна? Када најдам? Па тамо на пазар. Допола трошена за полу. Не даваш да купиме, бре. И оди ако сакаш кај тој пријател твој, направите си муабет. Тој повеќе што Ај, дај ми ги оди кондурите. Ајде оди, донеси ми ги тие кондурите. Тие батал што седи. Тој не мислиш дека новиот ти имаш? Ама и тие нема да ги носам. Ќе поадам бос и после кога ќе си седнам ќе си ги облечам, да си ги топлам нозете. Скинати се, не се за и тие за покажување. Доста, Мори, оди носи ги. Така се Ще ги штеди. стави фона му, ајде. Добро. Ајде, Ајде, наистина јас си решил да одиш? су решил. Фала Богу, и јас малку да се... Еј, туку да знаеш се ми е под клjuč. Свеќаве гледаш онде, немој да си ја чакнала. Немој да те лажит Господ. Арно, оди веќе наш Дрвена ми се под клjuč и храната. Замини. Ти остадов. На сонце ќе се топам како гуштерица. Добро, ајде. Ајде, оди. Ај, И што подолго да си останиш таму. Еј, немој, значи се ми е под клjuč. Јасно? Надвор си седи, огнот, дрвата си ги штеди, леле. Браво, голем екон. Не, некој чука на врата. Не можете. Јас гости не примам. Ама татко чука, бе, ајде да му отвориме. Не можете. Економист. Убав муабет ќе си направам со него. Туку ајде да. Има некој, домакини отворете. Татко чука, ајде да му отвориме. Абе не може, ти реков. Добро, бе, домаки не берем на кајчево нека дојде. Ајде, оди отвори му Кирко. Ајде, влези. Добар ден. Добар ден. Добар ден, пријателе. Како сте? Добар. Јас те слушнав, затоа ти си бил голем економист. И јас сум ко тебе. Ама си слушнал. Ама за тебе сум слушал дека си еден од најголемите. Па дој овде видам како си и што си. Па, убаво си слушнал, таков сум. Ние така е вистина големи економчи сме. Само на лепи вода сме. Само на лепи вода. Убаво си слушнал. Честитам. Ама само една што, 2 пати јадиме, 3 пат не. 2 пати на ден јадете, а чај колку пати пиете? Чај. Не пиеме чај, ние 2 вода пиеме. Еднаш дневно пиеме. Ашко сум, пријателе, еве ти честитам. А, добро, да знам и јас да си го заклучам чајот дома. Ама пријателе, гледам и зборови не арчиш многу, економично. Зборовите се арчи, јас не ги трчам. Ке зарикнам, нема да имам глас после. Домаки не, јас ќе одам да направам нешто за вечер. А ова значи да не одам, да не правам. Не треба домакинке, не дојдов овде да јадам, туку да се видам со пријател. Па, домакине, чиме така јас вечер и свеќе не палам. Ке светни месечината, ти како што викаш. 2 леви дебели. Ашко сум, чорбаџике, мојана жена таква да беше. Си умре домакине, за старост, да чуваме за старост. Ајде. Бог да те прости, јас да си поживеам сега. Бел ден да видам. Ела, сестро, ела, ајде. Кажи, сестро. Почни, ајде да го удираш. Да даде Господ. Удирај! Удри! Да идерам Удри! човек. Да удирам мртов човек, сестро. Тој нема ни да осети, тој одамна е кај Господа удар. Тие скржавите одма одат кај него. Ајде, удри. Ама Цел живот нема остави на мира. Удри. Ајде. Удри. Така му е.
И јас билдам да видам сега. И јас билдам да видам сега. Ја научив пуката. Ајде, ќерка ти купам нешто. Рано баба Јана на дедо Владимир го испрати на пазар. Дедо Владимир изуми што треба да купи. Да се врати му беше срам. Рече ке си одбери сам. Наместо семки, Купи дринки, наместо киви, купи сливи, калинки, купи мандаринки, наместо грашот, купи прашок. ама не заборави да појде на кебапчиња. Не направи на ум што му дојде. Дури по планета дома се дојде. Видов за ова те пратив на пазар? Не, заборави се. Ти све сам да си јавиш. Добро, но ти од сега писмено да ми пишуваш. Дојди да го изметиме дворот. Не, тоа е женска работа. Не е само женска работа, дојди да ги прашаме баба и ден. Ајде. Нели метењето е женска работа? Не е женска. Метењето е женска работа. Не е женска, само и машка е. Внучко, хигиената не е само на жената. Како? Може жена, може и маж. А дедо ти на баба што и помагаш? Дедо, убави му кажам. Еми како? Ако назе ми метлата сега и не оди цела треба да искоси, нема сукже. Ајде, и на... Сега ќе ви раскажам една приказна за лепот. Дали знаете како луѓето се сетиле да прават леп? Сигурно порано се хранеле со плодови од природата или со ловење на животни. Човекот забележал дека на истото место никнува житото. Или го грицкале луѓето житото, или го потовувале со вода. И така некој се сети да го посе семето. После како човекот почнал да ги меле зрната. Става по-виклио леп, иако изгледа лесно, но тој што го направи лебот, сигурно е гениалец. Знаете дека старите египтјани почнале да го прават лебот и Во античка Македонија и Рим имало градски пекари. Правеле многу вкусен леб со зачини како ден денеска. Има пченица, има и леб и човекот не се плаши од глад. да се мелела и од неја се добивало брашно. И порано житото се мелело во воденица. Веќе една баба рече, ама ништо не мириса убаво од лепче по гасите.
Je pogovor. Reče, koga se peče! Ha ha ha!